Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Лјупчо Николовски треба да даде јасни одговори дали грантот за фирмата Тргопродукт, вреден 1,4 милиони евра од ИПАРД програмата, е подарок за Заев и Филипче затоа што му потпишаа отпис на 2000 тони жито. Лјупчо Николовски треба да даде јасни одговори дали отписот на 2000 тони жито од стоковите резерви на државата е направен за да може во 2022 година да направи набавка на 20.000 тони жито поскапо за 1,3 милиони евра. Исто така, Лјупчо Николовски треба да даде одговори прво зошто е направена оваа набавка на 20.000 тони жито едно по друго, по отписот на кусокот што го потпишале Заев и Филипче, кога велеа дека стабилни и доволни се стоковите резерви на државата. Дополнително, зошто набавките за житото биле поскапи за цели 1,3 милиони евра. 20.000 тони пченица државата ја чинело 532 милиони денари или 8,6 милиони евра. Односно, 1 тон жито бил 26.625 денари, а килограм 26,6 денари. Зошто го говориме ова? Ова е многу важен сегмент, бидејќи пченицата која била набавена од Србија, истата цената на берзата во Нови Сад била 20,5 денари. Дополнително, трошоци за транспорт од 1,5 до 2 денари по килограм се доаѓа до една цена од 22,5 денари, што е за цели 4 денари помалку од оние кои државата ги платила поради Лјупчо Николовски, Заев и Филипче. Или 1,3 милиони евра повеќе пари биле потрошени на граѓаните. Николовски треба да одговори зошто државата платила 1,3 милиони евра поскапа сума за житото и дополнително зошто оваа сума од 1,3 милиони евра е скоро идентична на онаа која Заев преку својата фирма Тргопродукт ја добил од грант, а таа е 1,4 милиони евра. Ги повикуваме и ДКСК и јавното обвинителство да постапат по овој случај и да го истражат. Ви благодарам.